Драги сограѓани, почитувана јавност. Денес пред вас го представуваме предлог Законот за денови на жалост. Иницијатива која произлегува од потребата за достоинствено, правилно и правично уредување на оваа сензитивна материја. Веруваме дека секое општество треба да постави рамка за како да се однесува во моменти на колективна трагедија и болка. Во постојаната правна рамка постои сериозен законски вакуум кога станува збор за уредување на деновите на жалост. Иако владата има овластување да прогласи денови на жалост, како што и законот за знамето предвидува тоа да биде ставено на пола копје, нема јасни правила ниту санкции за непочитување на овој чин. Тоа остава простор за недолично и неетичко однесување кое може да ја навреди болката на жртвите и нивните блиски. Во пракса често пати гледаме злоупотреба од профитирање врз трагедијата преку сензуалистички медиумски настапи до институции што продолжуваат да функционираат како ништо да не се случило и најпосле политизација во деновите на жалост. Последниот случај со трагедијата во Кочани, во која животот го загубија 60 наши сограѓани, е болен потсетник колку оваа материја е важна и колку е неопходно да се уреди со закон. Со овој предлог закон бараме да се воспостави јасен, правичен и достоинствен систем за одбележување на деновите на жалост, со цел да се покаже почит, солидарност и да изградиме културата на колективна емпатија во државата. Овој закон го нуди следното: дефиниција и критериуми за прогласување на деновите на жалост врз основа на опфатот и сериозноста на трагичниот настан. Потоа прецизна надлежност, кој орган го носи решението и во кој рок и на кој начин. Понатаму обврски за институциите и јавните сервиси, како што се поставување на знамења на половина копје, соодветна медиумска содржина и одложување на манифестациите што не се соодветни за ситуацијата. Ова е со цел заштита на достоинството, за да се спречат навредите, несоодветната употреба на јавниот простор и политичко профитерство од трагедиите. Сметам дека веќе нема простор за импровизации и истовремено сакаме да нагласиме: овој закон нема да го ограничи правото на слободно изразување и приватно однесување, туку тој се однесува за државната, институционалната и јавната работа во тие домени. Ова е истовремено покана за сите политички партии и општествени чинители, иако го предлагаме по скратена постапка, да се вклучат и да дадат своје мислење за оваа сензитивна материја за која мислиме дека ќе наидеме на широка поддршка во собранието. Меѓу другото, ова наше предлог решение доаѓа врз основа на комуникација со медиумски работници и со работници во институциите. Да покажеме дека како држава умееме да чувствуваме, но и да го задржиме достоинството.